Не може светот со песна да се спаси. Со убав збор може човек да го утешиш, но чекор напред ти ќе дадеш, рака ако подадеш. Чуеш ли срце загрижено што чука? Подај му рака, биди за него тука. Нашиот чекор поголем ќе биде, заедно кога ќе сме ние. Светот да биде уште поубав, подавај рака секаде и секогаш. Грижи да нема на детски лица, дојди со нас, љубовта не вика. Светот да биде уште поубав, подавај рака секаде и секогаш. Грижи да нема на детски лица, дојди со нас, љубовта не вика. Чуеш ли срце загрижено што чука? Подај му рака, биди за него тука. Нашиот чекор поголем ќе биде, заедно кога ќе сме ние. Светот да биде уште поубав, подавај рака секаде и секогаш. Грижи да нема на детски лица. Потикнати од значењето на сонцето, на фотографијата, иако се поминати веќе 30 години, се рефлектира позитивната енергија на една заедничка вредност, вербата во хуманоста на луѓето, која делеа Екатерина, Дарко и јас, Херби. Таа верба ги постави темелите на програмата Промоција на хумани вредности, која соедини извонредни личности и потикна многу млади кои се пронајдоа себе си преку малите проекти да помогнат и придонесат во подобрувањето на условите за живот, како и да ги олеснат страдањата на ранливите категории на луѓе. Никој од нас тројца не веруваше дека денеска ќе доживееме оваа монографија. Денеска сум дедо на прекрасниот Кијан. Задоволство е да се гледа како расте во позитивен дух и со убава насмевка. Уживам во природата и возењето мотор. Го правам тоа често со Александра, со која зборуваме за програмата, за прекрасните луѓе што ги сретнавме и за луѓето
кои ги збогатија нашите животи. Јас сум импресиониран право од ова што го правиме денес. Размислувам за минус 30. Јас сум Љупчо Милковски и сум дел од ова убава ПХВ приказна. Живеам во Охрид, градот на УНЕСКО, и уживам во убавините, инспирации, здравје и прошетките покрај езерото со моите најблиски, со пријателите и со моите внуци, кои ми се најдраги. Учествувам во ПХВ во темелите, поставувајќи ги заедно темелите на оваа прекрасна програма, во делот на, особено во делот на промоција и дисеминација. Среќен сум што денес овде пред вас, драги уважени хуманисти, можам да кажам дека ПХВ е дел од големото хумано срце на Црвениот крст, на Македонија и на меѓународното движење. Почестен сум што можам да споделам со вас дека ПХВ е една посебна алатка во движењето за нови кадри, здрави личности и нови волонтери. Горд сум што јас сум исто така дел од авторите на оваа монографија 30 години човечност, вистинска човечност и вистинска душа на сите што сме дел од ПХВ програмата. Нека ни е за долговечност и за многу години. Јас сум Весна Терзиовска, долгогодишен волонтер во Црвен крст Охрид, национален ПХВ инструктор и еден од авторите на оваа монографија. За мене ПХВ програмата е начин на живот, пат кон себе спознавање, простор за личен раст и развој и извор за моите најискрени пријателства. ПХВ тимот е моje второ семејство, а секоја можност да бидам дел од оваа приказна ја доживувам како вистинска привилегија. Инспирација и позитивна енергија црпам од моите патувања, но и од мојот Охрид, од прошетките, од езерото, од природата и од моментите поминати со блиските. И особено ми е драго кога најубавите ПХВ спомени ги правиме токму тука, во мојот Охрид. Јас сум Ивана Маринчек и сум дел од прекрасната ПХВ приказна од незиниот сам почеток. Кога гледам наназад, гледам како јас растев заедно со програмата
И имав ретката можност и привилегија 10 години да бидам ПХВ асистент во ПХВ канцеларија и да работам и да учам директно од Алекс. Едно искуство кое што длабоко ме оформи како човек, така и како професионалец. Денеска сум лиценциран психолог и психотерапевт и со особена страст зборувам за важноста на волонтирањето во формирањето на личноста на младите луѓе. Длабоко верувам дека искуството на волонтирање, кое што ПХВ им го нуди на илјадници млади секоја година, и те како допринесува во формирањето на вистинските вредности, на вистинската човечност и во градањето на една поголема свесност за тоа каков дел сме ние од општеството. На тој начин, всушност градејќи го подоединецот, ПХВ го гради општеството. Јас сум Љупчо. Моето искуство со ПХВ почна, сега ме подсети Джакуш, 2000 година, кога Дарко Јорданов се појави во Корчагин, математичка гимназија, и имаше некоја дебата за, можеби, премногу висока за деца од таа возраст, за правевме критички осврт на Ана Каренина и на други капитални дела што сме ги поминувале. Следен чекор, следно сеќавање ми е дека со Джакуш се уште некои деца се најдовме во Терезин, во Чешката република, тој е бивш концентрационен логор, на театарска работилница со деца од цел свет за тема Холокауст. Имаше дури и сведочења од преживеани од Холокаустот. Нешто што доста не обликуваше, и на други начини ме обликуваше. Бев тогаш во Прага, прв пат пробав абсинт, научив дека Прага е монденски, космополитански град, кој што често го посетувам, го имам 20-30 пати посетено. Потоа станавме и тренери, веројатно меѓу тие први генерации, не се сеќавам точно. Животот физички ме однесе во еден правец, не сум човек што прави, што е патетичен и што претерува, меѓутоа, правејќи си некоја ретроспектива, мислам дека ПХВ ме обликуваше на многу интересни начини. На некој начин ми беше за солниште. Јас сум човек што и Джакуш, и мислам дека многумина од тие што се во ПХВ се луѓе што одат против ветарот. Тоа беа многу грозни времиња. 2000-та беше време кога беше државата на рап на граѓанска војна. Јас сеќам дека 2001 и беше ин да се фати табор. Беше страшен ин да се фати табор, дури меѓу средношколци, дури и меѓу млади, затоа што гледа од родителите што се случува. Ја некако научив, најдов во ПХВ за солниште и со своите сензибилитети да одам обратно. Значи, ние одевме обратно. Значи, во време кога се фаќаат табори, јас и Джакуш напишавме писмо во Дневник, што ни го објави Дневник, каде што велевме не фаќајте табор, не се тепајте. Не беше тоа ин, меѓутоа стана ин многу подоцна. И мислам дека тоа е клучната работа што сме ја извлекле од ПХВ и што ја влечат младите од ПХВ. 30 години подоцна, татко на 3 деца, некои успеси во животот, граѓански сектор, бизнис сектор и така натаму. Но мислам дека сум се уште задоен ПХВ-ец само поради една мала работа. Се уште верувам, иако реалноста ме демантира, дека промени се можни. Се уште верувам дека треба да се оди против мнозинското мислење многу често и се уште една работа што ме дефинираше, своите емотивни инвестиции, дали во својата нација, дали во своите идеи и така натаму. Во ПХВ научив дека треба да ги гледаме од дистанца. Треба да се дистанцираме од нив и тоа е некој рецепт за хуманизам и мир. Благодарам. Добар ден на сите, пошандење џидве. Јас сум Џакуш Кабаши. На еден начин Љупчо веќе ме најави. Тоа што денеска сум тука е благодарение на фактот што еден ден, прва средно, сакав да избегам од час, последниот, меѓутоа не избегав. А не избегав затоа што мајка ми беше професорка во истата гимназија.
да избегаш од час е малку специфично во тие околности, не за друго, него затоа што им даваш лош пример на другите. За среќа останав, се сеќавам по пладнето кога ги запознав Дарко и Херби, за нешто што можеби не беше многу конкретно тој момент. Но потоа дојде 13 октомври 2000 година, кога првпат отидовме во Охрид. Не го памтам затоа што беше петок, него го памтам затоа што тогаш го запознав Лјупчо. Го памтам и по нешто друго, зашто тогаш ја запалив првата цигара во животот. Во меѓувреме, пушењето го оставив, друштвото со Лјупчо ни остана веќе на 25 години, до таа мера да денеска веќе навистина е огромно задоволство кога нашите деца се одат на родендини меѓу себе. Од моја перспектива, она што мене ми има помогнато најмногу е годината што следеше потоа, навистина беше еден лош пример или една прилика да видиме зошто тие вредности кои што ги научивме преку ПХВ програмата навистина се клучни и навистина се важни. Беше писмото кое што го објавивме, подпишано со име и со презиме, не само ние двајца, туку и други другари кои што во тоа време ги убедивме, да се подпишат. За жал, денеска и покрај тоа што живееме во дигитален свет, тоа писмо не е достапно, но ќе ги направиме напорите да го пронајдеме. Понатаму животот нормално дека си течеше со истите тие вредности и со истите тие способности. Испадна дека уште еднаш се потребни, тоа беше од 2015 година, кога навистина државата се соочи со една огромна мигрантска криза, каде што над 1 милион луѓе пројдоа низ сите можни делови и секогаш водејќи се со тие принципи во работа кои што ги работев. Денеска работам со Советот на Европа во Скопје, веќе 6 години на тема затвори, каде што, како што може да замислите, хуманоста навистина е повеќе од потребна. Навистина ми е драго што сум денеска овде, би сакам да заблагодарам на сите за довербата и за можноста. И следниот предизвик е, како горд татко на Ернест и Реја, овие вредности да им го оставиме нив, затоа што светот сепак останува на помладата генерација. Благодарам, фалемдерит шум. Здраво и од мене. Јас сум Александра Ристовски и сум ПХВ национален координатор веќе 25 години. Не ми се верува дека поминаа 30 години од моментот кога ги удревме првите темели на оваа наша куќа, која што стана дом за ПХВ семејство, дом во кој што пораснав јас, многу од вас, но и многу голем број на млади генерации. Да ви кажам, не беше лесно да се напишат сите нешта во изминатите 30 години, бидејќи пишувавме за победи, порази, за успеси, но и за падови. Сето тоа го ставивме во 144 страни, во 30 поглавја, кои што се наоѓаат пред вас, поглавја која што имаме чест денеска да промовираме оваа монографија. ПХВ монографија 30 години човечност. Во монографијата бевме вклучени еден тим на луѓе, заедно со Лјупчо Милковски од Охрид, Весна Терзиовска од Охрид, Илина Јакимовска од Скопје, јас со поддршка на Националното друштво, но со поддршка на Меѓународен комитет, представништво во Белград и голем број на нашите инструктори. Но за да се напише се ова, требаше да се вратиме наназад, да отвориме многу фајлови, многу датотеки, многу статистика, да ги сумираме бројките за да видиме што е тоа што сме го направиле. А навистина направевме многу. За да функционира оваа програма, навистина баравме и дадовме многу мотивација, многу предизвици, многу истрајност, многу посветеност, но многу поддршка. Лично за мене ПХВ е систем. Систем во кој што сте вклучени сите вие. И ова денеска што го презентирам се всушност наши заеднички резултати. Резултати без кои што денеска не би можеле да бидеме тука. Но да ви кажам, патот не беше лесен.
Кога ќе се вратам наназад, се случи еден трансфер од страна на меѓународен комитет до нашето национално друштво, кога го баравме начинот и моделот како да се вгнездиме и да припаднеме таму каде што навистина треба да припаѓаме. Го направивме пилотирањето во 5 општински организации, а понатака денеска веќе во сите 33 општински организации. Програмата е таму каде што всушности припаѓа. Но за целиот тој период, таа беше со сонце, како што и денеска, бидејќи е создадена во нашата земја, согласно потребите и проблемите кои што ги имавме ние тогаш, а се обидувавме да ги решаваме заеднички. Таа е создадена тука, но заради своите добри резултати и квалитети, на наше големо задоволство, одреден број на тимови од ПХВ тимот, луѓе, замина во Шри-Ланка, во Косово, во Босна, во Србија, во Албанија, каде што истата се имплементираше под капата на нашето национално друштво. Но паралелно со тоа, требаше да се прават презентации, да се барат партнери, донатори, некој да ја финансира програмата. Значи, покрај градењето на оној содржајниот дел, квалитетниот, требаше да се најдат и средства за функционирање. И заради нашите добри резултати, тука беа нашите партнери како Норвешка амбасада во Македонија, Норвешка амбасада во Србија, Американска амбасада во Македонија, потоа МЦМС, ЦИРА, Турска полумесечина, Германски Црвен крст, Општина Центар, Министерство за култура и многу други кои што веруваат дека тоа што го правиме навистина е добро, важно и значајно. Денеска програма е комплетно независна, со поддршка на националното друштво и со поддршка на општинските организации. Но она што најгласно зборува за нас се всушност нашите резултати. Колку и да молчиме ние, колку и да не сме видливи, резултатите се тие кои што кажуваат. Слайдот кој што го гледате зад мене се всушност сублимирани резултати во изминатите 20 години, од 2004 година до 2025, кога моделот изгледа така како што изгледа во изминатите 20 години. Можете да видите огромната бројка на младинци која што ја обучивме. Тие вложија повеќе од пола милион свое време, слободни часови за да дадат поддршка во заедницата. Тие собраа пола милион евра кои што од заедницата понатака ги вклучија во заедницата. Направени беа повеќе од 2700 мали проекти од страна на овие 20.000 младинци кои што допреа повеќе од 65.000 луѓе. Тоа се навистина големи резултати, но тие младинци правеа проекти со кои што менуваа животи на тие луѓе. Често пати градеа куќи, купатила, кровови санираа, но често пати правеа рампи, често пати правеа инклузивни клупи, правеа, да речам, собираа книги во кои што можеше да се донира, изработуваа еколошки проекти или пак ги правеа проектите во кои што ја промовираа културата како систем од вредности. Но тие, додека волонтираа, тие помагаа во заедницата, ги наоѓаат целните групи корисниците на кои што го менуваа животот, но всушност тие самите себе си се менуваа. Тие стана најдобрата верзија од самите себе си. Се обидовме да ги научиме да излезат од својата комфортна зона, се обидовме да ги научиме да бидат отворени кон другите култури, да ги изградат мостовите на тоа пријателство и да ги срушат бариерите на предрасудите кои што навистина се насекаде околу нас. Тие млади луѓе, дел од нив ги гледам овде во салата, знам дека се успешни, знам дека беа тогашни амбасадори во нашата земја, но и понатака го представуваат и нашиот народ, но и нашето национално друштво. И уште многу работи може да се кажат, може би за корисниците, дека тие младинци кои што влагаа во нивните домови беа единствена светла точка кој што понекогаш светеше. На крајот на денот, важно е што е тоа што сме го направиле, колку луѓе, колку животи сме промениле, доприле и колку светлина сме оставиле зад нас. ПХВ се темели на неколку приказни. Една од приказните е со врабецот и слонот. Дел од вас ја имате слушнато, но често пати ја повторуваме од причина за да кажеме колку заеднички можеме да ги направиме работите и дека тоа е вистинскиот и да не речем единствениот пат на хуманоста, солидарноста и патот по кој што сите ние заеднички треба да се движиме. Си бил еден врабец, мал, тенок, никаков, и легнал на цеста и си ги кренал ноđињата нагоре. И доаѓа слонот, огромен, силно, мокно животно, и му вика: врабец, што правиш ваков мал, никаков тенок со тие тенки никакви ноđиња? И тој му кажал:
слушнав дека денеска ќе падне небото и одлучив да го спасам светот. И слонот почнал да се смее. Кај ќе го спасиш ти светот? Види каков си мал, никаков теничок. И тој му вели, ако дојдеш и ти, ако дојде и жирафата, ако дојде и лавот, ако дојде и зајакот, ако дојде и верверичката, ако дојдеме сите, ако се здружиме, тогаш светот навистина може да биде добро место за живење. На денешниот настан на промоцијата на монографијата 30 години човечност ќе доделиме две благодарници за две личности кои што за цело време нас ни дава поддршка во реализација на целата програма. Едната благодарница ќе биде наменета за генералниот секретар, господин Саид Саити, кој што беше еден од иницијаторите да се направи трансфер од меѓународен комитет во нашето национално друштво со една равенка која што излезе после 30 години дека е навистина успешна, дека Црвен крст на град Скопје ќе ја води програмата во име на цело национално друштво со одлука на нашиот раководен одбор. Тој беше поддршка тогаш, тој е поддршка и денеска. Често пати кога се враќам од состаноци со него, чувствувам дека ветерот дува во вистински правец и знам дека јас и тимот знаеме дека тоа што го правиме е навистина потребно и дека тоа е тоа што треба да се направи. Ми представува огромна чест денеска како ПХВ координатор и во име на целиот ПХВ тимот да му ја врачам благодарницата на генералниот секретар господин Саид Саити. Повелете. Јас мислев дека ова подоцна ќе биде, малку нели и ќе имав уште малку време да размислам, ама Александра ме предухитри, ме изненади, така да ќе морам сега нешто и да кажам. И знаете, имав еден, се уште ми е пријател и другар, еден наш председател, меѓу живите председатели. Тој беше чешит човек, вика Тотетовски, тука е Борче го гледам, и се уште чешит, и он викаше, извини другар, што немам време да ти напишам кратко писмо. Значи, пишувањето кратко писмо и зборувањето кратко да кажувате нешто е многу тешко. Ме прашаа денеска, нели, доаѓајќи навака, дали ти треба говор, што ли ќе зборуваш и така натака. Јас велам, ќе се обидам да се инспирирам на настанот и ќе го зборам тоа што ќе ми остави впечаток најголем. И верувајте, од почеток до сега добив едно 15 инспирации, сега не знам која да искористам и од кај да почнам. Не било добро ни така, требало да се спремам малку, но, како и да е, овие луѓе што ги гледам тука се сите наши, мои луѓе и малку тоа ме ослободува и ми дава онака можност малку да се чувствувам полагодно и послободно. Беа кажани многу работи од моите претходници. Александра го има правото да зборува многу за тоа што е нејзина програмата во смисла на водење. Ваша е и вие имате што и да кажувате. Мене ми е многу драго што за овој цел период ми дозволивте да бидам дел од вашиот свет. Кога велам дел од вашиот свет, мислам дека сте една специфична материја и категорија, пред се мислам на инструкторите, на луѓето кои се долго време, со кои некогаш е лесно да се разговара, некогаш е многу тешко да се разговара. Но како и да е инспиративно и убаво да се биде со нив. Од делот нив многу нешта научив во Црвен крст. Ја гледам Катерина, тука ме праша преска дали ме позна. Јас викам дека си истата од пред 35 години кога те видов прв пат. Воопшто не ми изгледаш поинако. Има многу такви луѓе тука кои ги запознав пред 30 години. Ако почнам да ги набројам, се плашам дека некого ќе испуштам, но ете, некои и ги гледам тука, го гледам Борче, го гледам Неджати, го гледам Љупчо, Раметула го видов после долги години, многу луѓе други видов, кои се навистина голема инспирација за сите нас во Црвениот крст, за да ги следиме во некои чекори и некои работи што они ги праве. Јас на вас и на сите останати од ПХВ програмата, без разлика од најстариот до најмладиот, ви благодарам што ми дозволивте од време на време да бидам со вас и од некои работи што може би лошо ги правивме, да се научиме, да се одвратиме и да не ги правиме понатака, него да ги извлечеме
пораките ваши, вашите позитивни размислувања и тоа навистина мене ми значеше ова во моето работење. Се сеќавам на моментот кога програмата требаше да премине во Националното друштво и се обидувам да се вратам на тие, дури се сеќавам на една средба на Тон, тогашниот шеф на канцеларијата во Скопје и баравме начин како кој модус да го направиме, при тоа национална програма да биде во Црвен крст на Скопје, затоа што во Националното друштво ние неколку, меѓу кои јас, мислев, сметавме дека тоа не му треба на Црвен крст, овие од комитет ни подметнуваат, нешто ни прават, сега ајде си отидоа, затворија канцеларија, нека заврши програмата. Јас со некои луѓе се изборивме тогаш, да најдеме модул и така натака и да програма да ја задржиме. Се не знам дали сме биле визионери, дали тоа сме го правеле за тоа што сме гледале визија или па, ајде да кажам, по македонски или албански, како земете исто вие тоа, за инат на некого да се докажеме кој е појак во моментов или кој поинаку подобро размислува. Испадна и едното и другото, но добро е што таа програма ја задржавме во нашите редови и сега сум горд на тоа што сум го направил тогаш. Веројатно сум горд и за тоа што во меѓувреме не сум посегнал по некој лош потег од моја страна, со кој сум можел да влијам повторно негативно, а сум можел веројатно со позицијата што имам да кажам доста ми беше од вас, нема пари повеќе за пас, ќе трошиме на друга страна. Но како што времето поминуваш, јас се повеќе се уверував дека тоа е вредноста на Црвен крст. Тоа е изворот кој изфрлува кадри, луѓе, кој изфрлува хуманисти, кој изфрлува луѓе кои се за покажување, за пример, како изгледа еден профил на еден хуманист вистински. И ако ние велиме дека крводарителите ни се онаа категорија која е некако најхумана или најхуманитарна, јас воопшто не би ги одвоил овие луѓе кои се дел на програмата, дека се рамо до рамо со сите тие наши крводарители, па и останатите кои дават позитивен пример. Од моја страна, за да завршам, да не должам, значи, можам едно да ви кажам дека додека јас можам и каде што можам да влијам, во мен имате подржувач голем. Тоа го покажавме последниве години, мислам 2-3 со Александра, ги зголемивме парите и се уште мислам дека треба да се зголемува, затоа што вложено во програмата, во ПХВ-то, вложено во овие млади луѓе кои надоаѓаат е вистинска инвестиција. И воопшто не ми е нити жал кога подпишувам за трошење на тие пари во тие цели, нити во иднина ќе ми биде жал, се додека можам јас да помогнам и да влијаем. Јас ви посакувам долг живот уште на овие ние што ги нарековме мудреци на програмата, повеќе ги има тука, со бели коси, со бели бради и така натака. Тие се многу вредни и многу голем капитал во организацијата, да ни се здрави и живи. Тие што нив ги следат исто така да ни се здрави и живи, а младите кои исто така се овакво дел од тој пат што го градиме, ги повикувам да останат и понатака да помогнат во Црвениот крст, затоа што живееме едно многу лошо време, навистина лошо време и ова време кое го живееме било локално, било во меѓународни рамки, им треба такви луѓе какви што сте вие, им треба организација како што е Црвениот крст, затоа што лудилото мора да запре, а тоа може да го направат само луѓе како што сте вие, ние и сите останати во Црвен крст. Ви благодарам за можноста, ви благодарам за се што правите за Црвен крст, ви посакувам успешна работа, среќа понатака и сметајте дека ние како луѓе кои одлучуваме за политиките во Црвен крст, секој ќе бидеме со вас и ќе останеме со вас. Благодарам на генералниот секретар. Одиме понатака. Втората благодарница сакам да ја доделам. Иницијативата беше многу важна, но да знаете дека често пати е многу важен и зборот, муабетот, кафето што го пиеме, поддршката во реализација на ПХВ неделите, насмевка, но често пати разбирањето на мојата работа како вработено лице во Црвен крст на град Скопје и менаџирање на моите обврски со организирање на ПХВ националната програма. Тука некаде сакам да го поканам секретарот на Црвен крст на град Скопје, господја Сузана Тунева-Поновска, да ја врачам благодарницата во моје лично име и во име на целиот ПХВ тим. Прв пат
Јас така малце да бидам возбудена, знаете зашто? Заради тоа што мислам дека ја имав привилегијата исто така да растам со оваа програма, бидејќи кога работев во Меѓународна федерација на Црвен крст, често присуствував на состануците со Кате, со Дарко, со Херби, како се случува тоа, што ќе правиме по школите. Јас се трудев како представник на тогашен младински Црвен крст на Македонија да бидам доста голем поддржувач на сето тоа. А нешто што мене лично посебно ми значи и оваа благодарница тука е тоа што ја имав привилегијата по преминувањето на програмата и модусот што тогашниот председател на Црвен крст на град Скопје, господинот Саити, сега генерален секретар, тогаш беше председател, заеднички со неколку луѓе навистина сметавме дека ова е нешто многу важно и дека е една алатка која што регрутира многу млади луѓе. Замислете ги сите овие бројки пред малку Александар што ги кажа, кога само 1, 2, 3% од тие луѓе остануваат во нашите редови и понатаму ќе не заменат нас, ќе бидат во раководните структури на организацијата, во професионалните структури, во стручните служби, тоа значи дека ние имаме еден континуитет, едноставно имаме некој континуитет кој што значи Црвен крст вирус, еднаш Црвен крст за секогаш Црвен крст, и тоа е нешто што мислам дека сите ние многу добро го знаеме. Јас навистина сум привилегирана да бидам со инструкторите многу почесто отколку колегите од Централната канцеларија, бидејќи ние сме домаќини во град Скопје во Црвениот крст на оваа програма и често пати сме заедно на состаноци, често пати дискутираме што можеме подобро да направиме и слично, и тоа за мене навистина представува огромна чест. И денеска ова што на некој начин го ставаме во една рамка, во една монографија која што ќе остане за идните генерации. Искрено верувам во оваа програма, бидејќи Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина има програма ПХВ, која што не е ни приближно иста со нашата. Оваа програма навистина е Made in Macedоnia. Ова е програма која што лично е креирана тука од луѓето кои што верувале во мисијата и мандатот на Црвениот крст, и мислам дека и Меѓународната федерација и националните друштва често пати не можат ни да го сватат моментот што е тоа што ние сакаме да го постигнеме во општеството. А зошто? Не. Заради тоа што оваа програма бара голема жртва, голема љубов, разбирање на потребите на луѓето, на заедницата, и не се прават работите туку така. Едноставно се чувствува сигналот на целиот тој, да кажам, целата таа територија на која што ние делуваме, и согласно тој сигнал ние проектираме нешто што луѓето ги прави среќни. Посебно бев горда во Нинберг, Александар, ако се сеќаваш, тука со нас беше тогаш и на председателот на Црвен крст на град Скопје, господинот Саити, каде што на конференцијата за мир ја представивме оваа програма. Црвениот крст на Германија навистина ја гледа како една програма која што многу може да им даде. Ние во мај месец ќе одиме во Нинберг, каде што ќе го одбележиме 40 години потпишувањето на договорот за работка Црвен крст Скопје, Црвен крст Нинберг, и мислам дека исто така повторно ќе имаат желба да работиме нешто повеќе во тој дел, бидејќи се уште некои луѓе веруваат дека ова е нешто што навистина прави промени во заедницата, прави промени во животот на луѓето, а ние сите заедно да продолжиме така, да бидеме здрави и живи, да бидеме пријатели, да се поддржуваме, да се сакаме, бидејќи само со убава и позитивна енергија ќе одиме напред. Ви благодарам за честа. Почетоците беа тешки, малку беа. Имаше облаци од кои ништо не се гледаше. Неверување, недоверба, сомнеж на секој чекор, како да се игра некоја игра што никој не ја знае. А требаше да се изгради нешто од ништо, од збор, од визија, од желба, од идеја. Патот требаше да се изгази, шумата да се припитоми, да се пушти воздух, да влезе светлина од сонцето, да се растерат облаците и маглата, за сите да видат дека се потребни луѓе, тим, кои ќе го посеат свеќето на довербата и пријателството. Требаше да се зборува, со дела да се докажува и позитивна атмосфера секогаш да преовладува. Се отворија многу училишни врати, се одржаа 100 училишни часови, се бара вистинските луѓе, незапирливи, лојални креатори. Визионери и поддржувачи го запалија огинот, во кој со години се приклучија илјадници млади, волонтери,
професори, дисеминатори, луѓе. Тие покрена лавината на позитивните промени, која и денеска не запира. Целта е да се стане подобар, да се возврати добрина, да се подаде рака, да се стане човек, без разлика на сите предизвици, на сите неправди. 30 години да се носи бремето под истиот слоган, промоција на хумани вредности и да се создаде магија, што веруваме дека ќе трае уште толку, зашто е добра, потребна, корисна, затоа што создава подобро утре за сите нас. Оти тоа е свет во кој сакаме да живееме. Не можеме сами. Голема благодарност до Националното друштво и раководниот одбор на Црвен крст на РС Македонија за големата поддршка на ова прекрасна програма. Tha Ljupçeja, vetë s'mund të shim. Kemi njerëz për falenderuar. Falenderimi I parë është për shoqatën nacionale, për bordin udhëheqës, të Kryetit të Kuq të Republikës Maqedonisë së Veriut, për gjithë përkrahjen që ka dhënë ndër vite për programin. Огромна благодарност до секретарите за разбирањето и поддршката. Një mirënjohje e thellë për sekretarët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin në realizimin e këtij programi. Благодарност до сите стручни соработници за поддршката во изработката на малите проекти. Благодарност до дисеминаторите за одвоеното време, енергија и посветеност. Благодарност до ПХВ мини менторите низ општините. Благодарност до волонтерите, сите 20.541, кои сите овие години ги правеа малите проекти. Falenderojmë vullnetarët, të gjithë 20.521 që gjatë viteve I kanë përpunuar këto projekte. Благодарности до локалните самоуправи за нивната поддршка сите овие години. Благодарност до сите партнери и поддржувачи. Искрена благодарност до сите родителите за соработката, довербата и поддршката низ ПХВ програмата. Благодарам. Благодарност до граѓаните кои што донираа и беа дел од нашите акции. Ни фалендерим edhe për gjithë qytetarët që dhuruan dhe ndihmuan në programet tona. Благодарност до сите вклучени наставници. Благодарност до директорите, кои ги избира и разбира одговорните наставници и ученици. Благодарност до нашите корисници за довербата и трпението. Благодарност и до Владко за сите прекрасни ПХВ материјали. Благодарност до Сале и до моето семејство за 30 години разбирање и поддршка.
благодарност и до Советот на мудреците на ПХВ програмата. Благодарност до ПХВ инструкторите. Тие беа нашиот столб. Благодарност до ПХВ менторите. Благодарност до тим лидерите. Благодарност до нашите пријатели за нивната постојана поддршка. Фала. Благодарности до медиумите кои што ги пренесуваа нашите позитивни приказни. Благодарност до сите младински координатори низ цела Македонија за нивната поддршка. И на самиот крај, голема благодарност до Алекс, нашиот национален ПХВ координатор. Од овој љубав свет и сакаме све да е во ред. Помагаме, во душа сонце носиме. Срекни што се имаме, на злото пркосиме. ПХВ е срекна приказна што трае. Многу насмевки, бројот не се знае. Една мисла сите нас не води. Љубов, хуманост, сегде да се роди. Во хуманоста сплотени, во црвено обоени. Гласници на мирот, во надеж задоени. Порака силна, носиме за вас. И пееме сожно, во еден глас. За светот да е убав за секој, да подадеме рака, да спасиме некој. За светот да е убав, секој е важен, да нема болен, гладен, ниту тажен. Во црвен крст хуманоста царува. Овде секој со секого другарува. Во нашите редови нема мои твои. Сите сме еднакви во исти бои. Ако имаш верба, ти може се да го промениш светот, на злото кажи не. Цени ја добрината, не гледај вера боја. Различноста е богатство, нема моја твоја. За светот да е убав за секој, да подадеме рака, да спасиме некој. За светот да е убав, секој е важен, да нема болен, гладен, ниту тажен. Кручи кучте пахава јаншченцин, къндоме за башко нактачалим. Јемњам ме дашира милион,
të bëj më mirësi për gjithmonë. Za sve to daje ljubav, sve koji je važan, da nema bolen, gladen, ni tutažen. Што да се каже после сето ова да не е одвишно? Јас сум Милина, некогашна вработена во Меѓународниот комитет на Црвен крст и уредник на ова издание. Горда сум што ги познавам сите овие прекрасни луѓе и горда на вашата поддршка на нив. Верувам дека сите што се тука се по своја слободна волја, значи не очекуваат некаква награда, а најмалку финансиска, сите се волонтери. Меѓутоа, јас би сакала во ПХВ канцеларијата да донирам едно мало подароче. Тоа е еден подметач со стих од Девид Боуи. We can be heroes for just one day. Сите можеме да бидеме херои барем на еден ден. Изданието носи наслов 3 децении човечност, промоција на хумани вредности и ја осмисливме така со другите коавтори да се врти околу бројката 30, значи 30 поглавја, 30 сведоштва и така натаму, но последното 30-то поглавје се вика наместо крај. Значи ова не е крај на ПХВ, но исто така не е крај ни на овој настан. Ве покануваме надвор на едно кафе и на едно колаче за да ги продолжиме убавите муабети. Ви благодариме.